Иване во кујната, Петочки, јас Ивана, некако расположени за какао. Да. По вчерашниот ден, веројатно за многумина поминат во така прилично богата трпеза. Можеби утринскиот избор како утрински ритуал ќе биде нешто овошје, смутито кое што и ние стандардно го имаме, но ние се одлучивме денеска да биде тоа убаво вкусно топло какао, кое што никогаш не се одбива, нели? Така да можеме да го направиме. А овој петок во нашата рубрика Будење ќе се пробудиме, веројатно можеби е буден од многу порано. Тоа ќе ни го открие нашиот соговорник во оваа наша рубрика. Станува збор за познатиот музичар Горан Папас, кој што пред можеби година дена од прилика го имавме кога заедно со неговата сопруга објавија дека очекуваат тројка. Па сега да видиме како изгледаат утрата и секојдневијата со тројка. Тројка со 3 дечиња, 3 бебиња во раце. Дали е тоа возможно, впрочем, Горан, а? Добро утро. Добро утро. Со 3 одеднаш, возможно е? Вас добро утро вие? Одлично ни е. Сега уште подобро. Сега уште подобро со ваков поздрав. Кај вас е добар ден, тоа ни кажа? Од кога сте пробудени? Па, тете од пред нешто 5 сабајле, така да. Welcome to the club, сте вика тоа, или добре да во клубот на родителите кои што стануваат 4-5 некогаш. И Горан, како е? Се навикна на... Како музичар, верувам дека нели со ноќни настапи, свирки, поинаку функционираше и веројатно утрата се спија. Сега е малку поинаку. Сосема поразличен биоритам. Имаме добра организација и искрено да ви кажам, баш добро функционираме. Се местиме на смени, еден спие, еден е буден, така да бабите, дедовците психофизички се витални, ни помагаат. Супер, така што мајката исто е одлична. Верувам и природата на твојата професија дополнително ја олеснува целата ситуација. Така што се е супер. Кого имаме во моментов со тебе во кадар? Луна. Луна. Дали само Луна е будна или и другите две? Будни се. Буден е и Лазар. Лазар е кај мама. Дојди мама да го видат Лазар. Ајде, Нате, да ја видиме. Добро утро, Нате. Добро утро за Лазар. И каде е третото? А спие, добро. Добро. Горана, како функционирате во смисла на тоа, еве сега едното спие, две се будни? Вообичаено, кога спијат сите спијат, кога не спијат сите не спијат? Како оди малку тоа, ајде објасни ни? Не знаеме ние со 3 деца одеднаш. Ноќите се фатија еден убав ред и се спива на крај 7-8 вечерта и си спијат малтене цела вечер, цела ноќ, нормално се будат за храна, за млекце. Така е. Да, ама тоа будење за млекце не е драматично, туку е мало кемкање, шишето во уста и си продолжуваат да спијат. Така што стварно се добри, ако се пожалиме греота. И ако се 3, ноќите ги поминуваме супер, а сега нормално бебиња така имаат потреби, сака малку да ги прошеташ, да ги дигнеш од креветите, али во принцип функционираме, викам супер, затоа што така некој систем од почеток направивме и е успешен системот. Значи тоа се бебиња за пример, иако се 3, за сите 3 истовремено треба сето она кое што треба и кое што е потреба, а ако народски знаеме да кажеме или да чуеме едно како ни едно, 2 како 20, за 3 како би му било како 30 или перцепцијата е индивидуална. Како градинка јас ми е тоа, нема. Кога имаш 3 бебиња како градинка. Да, дали ти беше тешко навистина да се привикнеш на овој нов начин на функционирање, со станување многу рано, со веројатно и легнување малку порано? Не, Цеце. Едноставно мајндсетот си го местиш од старти, не размислуваш дали е лесно, дали е тешко, само си го поминуваш денот. Среќен си што бебињата се во ред, сите се добри, сите се здрави, живи. Се родија помалечки, меѓутоа државна клиника ги наместија, да речам, како што треба со терапии. Во инкубатор се беа Лена и Луна малтене месец дена. Лазар не беше многу во инкубатор, го пуштија многу брзо, пошто се роди поголем.
И во принцип не видовме некоја голема мака затоа што најбитно ни беше дека се добри бебиња. Така е. И буквално им се радуваме на секој нешто што да направат ново, се радуваме до натка како да е кој знае што за нас, а за луѓето е ето нормална работа за едно Да, дете. ма навистина е голема работа, особено за родителите и верувам дека нема поголема радост. Горан, дали се уште имаш проблем да ги препознаеш? Некако така нешто прочитав пред известен период, мислам дека некоја изјава на маманата беше дека не сите ги распознаваш. Не, ми ги кажа, маманата ми ги кажа, сакате сега ги распознавам без проблем. Така. Има некоја финта, значи, а? Имало финта, не ме ја кажувала, ете, гледате? Кажи вака за идните родители што очекуваат близнаци. Или триплет, ваков некој. Па добро тоа. Мајката, инстинктот на мајката е неверојатен, мислам. Ние како татковци супер што се мајаме во гради, ама мајчинскиот инстинкт е посебен затоа што нели ги носите во вас, ги растите во вас, се раѓаат и устварите дел од вас. И конекцијата е посебна, така е. И дел од нас е сега реално, меѓутоа генерално се како ти кажам, мајчинскиот инстинкт не може да замени со ништо друго. Така е, Горан. И сега кога зборуваме за тоа како се организира денот, дали е тешко или лесно и кога навистина ќе сватиме дека тоа е во тоа како ние сме се сетирале во нашиот ум за секојдневните обврски, при тоа се тоа на кое што е приоритет дома или децата, во случајот бебињата, тогаш ако ја споменеме кариерата или она кое што е тековно, исто така за поздрав е тоа дека паралелно си активен и на тоа поле и имаме и денеска нешто ново што можеме да го кажеме или премиерно. Така е, Ивана, имаме ново, направивме на шала на смеа со Дамјан се направивме на земничка номера и морам да признам дека всушност тој е кракорот на, тоест почетокот на мелодијата сам си ја креираше, сам си ја смисли и сам си ја повторуваше долг период. И едноставно ми беше како предизвик на таа тема да направам всушност да ја продолжам како мелодија за песна и испадна тоа што испадна, ставивме и текст. Сакаш да кажеш дека ова е дело инициирано од твојот поголем син? Да. Комплетно? Да, буквално почетокот на песната кај што си ја свири таа тема, тој со месеци си ја свиреше таа песна, да. Таа мелодија му влезе во глава, не ја забораваше и само се повторуваше и татко му малце ја разработи како што си работи во негов стил и дел по дел ја направивме буквално како целина. Значи, синот по стапките на тато или со љубовта кон музиката, така? Уште од мали нозе. Еве, едноставно јас не го простирам. Само по себе си тоа има мерак. Се уште е малце, нели, второ деление, како во нашето време прво, фокусот е по-краток, меѓутоа има талентиран е многу сега, дали ќе упорен, дали ќе везба, дали ќе истраен, тоа ќе видиме. Така, ти ќе бидеш тука за поддршка. Секогаш. Да. Како тој поголемиот батко се снаоѓа со неговите како беа две сестрички и едно момче, така? Сестрички и едно братче. Да, со сестричките и со братчето. Да. Одличен е. Многу е добар, многу е внимателен. Дали е главниот помошник во домот? Па да бидам искрен, да. Затоа што со мерак ги прави тие, да речам, задачи кои што ќе му ги даеме, донеси дигни го донеси пелена. Да. И има желба малце може тешки за кога ги дига нормално, ама неколку минути може да ги издржи, а тоа е некој сосема доволно за да направиш ти нешто паралелно. И многу вреден батко, морам да признам. Одлично, така е нека продолжи со таа негова енергија и помош која што ви ја дава во домот. Горан, оваа наша рубрика ни се нарекува Будење, иако ние споменавме и ти ни откри дека доста порано си разбуден, сте разбудени фамилиарно. Но какви се сега утринските ритуали? Има ли време за кафе? На колку кафења сте соната за да го издржите темпото во текот на денот? Какви се останатите активности кои што ги имате? Кога излегувате да се шетате? Сега еве времето е одлично за прошетка за децата. Па да ти кажам право,
пред да се родат, моментот беше ајде да поуживаме во овие мигови, кафе, ручек, ние со ратот не ракли на салата. И тој ритуал ни е многу битен. Побитен ни е салатата ни е побитна кога ручаме отколку главното јадење, знаеш, тоа мезење. И искрено мислевме дека ќе ни биде малце проблем за да ги уживаме тие моменти, ама искрено свесија че цилоти тековно немаме ништо не жртвувавме. Свесија како што си беше, само што нормално сега некојаш ќе треба да постанеш додека јадеш. Ќе постанеш додека јадеш, ќе потрчаш малце, ќе се вратиш, ќе тенеш, ама генерално си ги тераме сите тие ритуали убави фамилиарни во кои што си уживавме и уште ги уживаме, така што викам се мирни, бебушките се доста мирни и стварно немаме некои потешкоти кои што некој ќе се жали и со едно бебе. Например, кој рече, леле, едно бебе, ама маста ни ја извади. Овие, знаеш, кога се погодија мирни на мајката, и така да речам, убаво, задоволен сум што се погодија на неа. Среќен си со изборот. Па добро, и таткото не изгледа многу, да речем, екстремно темпераментен, така? Ако зборуваме за оваа смиреност со 3 бебиња, иако се мирни, значи дека тука сте некаде. Пред камера морам да сум мирен, иначе како? Така. Горан, можеме ли да најавиме нешто следно, нешто во смисла на тоа кое што еве во 2025 е како некаков план во однос на настапи, настани, нешто кое што еве во овие минути би можеле да го кажеме, доколку има такво нешто, доколку не се разбира, имаме време и можности во некои наши дни изданија да го реализираме тоа и преку можеби разговор во студиото. Малку надвор од тие домашни активности. Да, па еве сега, нели, синглот го пуштив малтене вчера, денес премиерно на вашата телевизија. Лето го имам веќе 2-3 концерта договорено, настапи по овие нeke свадбени прослави исто имат доста летово. Сезоната веќе се отвара, почнува, така што ќе биде летото активно. Од аспект на музика, креативност, тоа оставам како ќе се доаѓа спонтано, така што дефинитивно ќе има новитети, ама се уште рано да најавувам нешто за по-конкретно. Да. Со оглед на тоа што твојата супруга Наташа е се уште на породилно, веројатно тие моменти, првите месеци со бебињата се користат на најдобар можен начин. Дали можеби летово Скопје ќе го замените со твојот роден Охрид, поточно со Пештани, со преубавото Охридско езеро? Да, ќе одиме дефинитивно, само што ќе видиме кога ќе биде тоа, затоа што сепак во Охрид ноќите знаат да бидат посвежи, поладни. И чекаме да татопне малце повеќе и ќе одиме. А маманата на породилно, ама она не е застаната, пак се тера со работата. Активна е, да. Мислам, она не дека работи секој ден, меѓутоа, нели, канцеларијата мора да е активна, да е будна. И па кога ќе се погодат бебињата, ќе има време и за работа. Да, точно, да. Пак е сепак не иде добрата организација, али во Охрид ќе одиме, ќе се преселиме сигурно почеток на јуни, тамо до кај август месец ќе бидеме сигурно така. Кога си има можност, жално би било нели да не се искористи и тој момент. Само не ми кажавте, кафења пиете сега или Пиеме, да, во моментот јас пием кафе. Веќе испиено е првото? Од 5 часот сабајле сигурно. Првото испиено кафе, да. Првото кафе е испиено. Така, јас и сите сега ќе го пиеме нашето прво какао. Кафето е веќе испиено. Фала ти, Горан, на здравје, неки вие на вас можеби наскоро второто кафе кој што би требало да пристигне. Уживајте во најубавите моменти од животот, се разбира, во најдобро друштво и ти благодариме што еве во овие утрински минути и покрај сите тие утрински и родителски нели активности, еве да не ги наречеме ангажмани или работа, да речеме активности и раното утринско станување, сепак одви дел од времето да се вклучиш во нашето утринско будење. Ми беше задоволство, фала ви вас на вниманието. Па со убави информации и вести ке се видиме, ке се чуеме пак. Така е, Горан, поздрав до тебе, поздрав до Ната, до бебињата, до поголемото братче, едноставно до баба и дедо кои што се споменавме, клучни, витални, се уште можат да помагаат, тоа е многу важно, особено во ваква семена атмосфера. Голем поздрав до вас, имајте си убав викенд, со оглед на тоа што е пред нас и ќе биде навистина убаво и сончево.